Повод за реализација на оваа изложба беа два големи јубилеи, поврзани за личноста на скопскиот митрополит Теодосиј Гологанов, поточно 160 години од неговото раѓање и 80 години од неговата смрт. Митрополитот Теодосиј Гологанов, како големите предодредени луѓе, роден е на 7 јануари 1846 година во малото селце Трлис. Тоа се наоѓа денес на границата помеѓу Бугарија и Грција, во еден убав планински предел покрај самата река Места. Интересно за него е што е родено како слепо дете, меѓутоа со Божја промисла, така да кажеме, на 12 годишна возраст тој прогледува. Татко му за тоа време бил многу напреден и учен човек, бил свештеник, но бил и учител во селото, така да голема желба му била да го описмени своето дете. Меѓутоа од самото раѓање, бидејќи Теодосиј бил роден како слепо дете, бил ветен за во манастир доколку оздраве. Татко му благодарен на Господа што ете му го вратил видот, го однел во манастирот Свети Јован Претеча во околината на градот Сер и тука Теодосиј го замонашуваат. Во 1860 година татко му го однел малиот Васил во манастирот Свети Јован Претеча, кој бил под влијание на грчката култура за целиот серски санџак. Тука Васил ги научил грчкиот јазик и култура. Многу млад бил замонашен, добивајќи го свештеното име Теодосиј. Македонското црковно просветно движење продрело и во серскиот санџак и го зафатиле братството на манастирот Свети Јован Претеча, во кој имало монаси македонци од планинските села. За нив во манастирот почнала да се служи богослужба на црквено-словенски јазик. Младиот Теодосиј од време на време и самиот вршил богослужба на црковно-словенски јазик. Во 1864 година тој бил назначен за јеромонах на еден помал манастир во близината на Серес. Неговото родено име било Васил, а името кое што го добива по замонашувањето е името Теодосиј. Всушност и во манастирот Свети Јован Претеча започнува неговиот монашки духовен живот. А Гологанов, дали е тоа семејно презиме? Тоа е семејното презиме, да. Инаку од таа фамилија потекнуваат многу познати црковни имиња во македонската историја од 19. век, како што бил и самиот пописаја од манастирот Свети Јован Претеча, кај што бил замонашен Теодосиј. Татко му бил исто така свештено лице. Неговиот роднина Иван Гологанов бил познат по тоа што бил голем фолклорист, етнограф, кој што собирал книги напишани на старословенско писмо, одел по македонските села по Пиринскиот и Егејскиот дел, поточно и на Родопите, и тука собирал многу книги и предмети кои што се однесуваат на македонската традиција и историја. Живејќи во втората половина на 19. век, митрополитот Теодосиј Гологанов ја преживувал голготата на македонскиот народ, ги поминал сите премрежја од втората половина на 19. и почетокот на 20. век. Тоа било време на големи историски пресврти за Македонија, време на народни востанија, време на последниот полувек на османлиското владење, време на духовна починетост од двете големи цркви, грчката патриаршија и бугарската екзархија, време на појава на пропагандите на соседните држави и време на поделба на етничката територија на Македонија. Митрополитот Теодосиј го поминал само сознавачкиот духовен пат, најнапред служејќи на патриаршијата, подоцна и на екзархијата, за на крајот разочаран од двете цркви да му се посвети на големото дело да ја возобнови неправедно укинатата Охридска архиепископија. Без помош и разбирање од екзархијата, а и од Русија, македонците побарале помош од Австро-Унгарија. Тоа значило прифаќање унија со Римокатоличката црква, но не од верски, туку од политички причини. Во Солун, македонските првенци формирале комисија во која бил и македонистот Кузман Шапкарев. Тие собирале потписи низ Македонија за обнова на Охридската архиепископија во унија со Римокатоличката црква. Црковната дејност на архимандритот Теодосиј се простирала и надвор од границите на Македонија. Во 1874 година митрополитот Неофит го испратил Теодосиј во Мостар, а таму тој се зближил со херцеговците кои биле задоени со револуционерни идеи и тајно се подготвувале за восстание. Од Мостар Теодосиј се вратил во Серес преку Солун
а оттаму во Цариград кај екзархот Антим, кој срдечно го примил и му го доделил старото место ефимереј на црквата Свети Стефан во Истанбул. Во мај 1875 година екзархијата го испратила Теодосиј во Ниш. Во предвечерието на српско-турската војна, екзархијата увидела дека веќе нема интереси во Србија. Теодосиј се повлекол заедно со турските војски и се вратил во родното село Трлис. Неговиот пат на духовно и национално осознавање бил проследен со многу пречки. Сепак името на митрополитот Теодосиј ги поминало портите на патриаршијата и на екзархијата, влегло во извештаите на агентите на соседните држави, а не останало незабележано и од големите европски сили, како и од балканскиот и од европскиот печат. А овие писма кои се? Ова се документи од британскиот форен офис. Значи се како што се е објавено, нешто од нивните извешти, тоа не е чекано на машина, отпечатено што е, има дел од факсимилите од оригинални документи. Тука има и реакции во францускиот печат, што било објавено околу доаѓањето на Теодосиј во Скопје, па има за еден митинг одржан во Атина на 19 август 1890 година за доаѓањето на Теодосиј во Скопје. Демек не виден огромен митинг, колку луѓе излегле против доаѓањето на Теодосиј во Македонија, бидејќи тој ги загрозува елминските интереси. И така стои во писмото. Значи, тие биле свесни каков човек им доаѓа нив. Баш во Македонија, ова е исто интересно овде дека српскиот весник Одек, значи реагирала и грчката и српската страна, дека српскиот весник Одек вика дека доаѓа Теодосиј во Скопје, ама никој тука не го сака. И сега тоа го демантира британскиот генерален консул во Скопје и вика не е точно, вика тој кога дошол толку многу народ со воодушевување го прифатил, низ цела Македонија имало воодушевување за доаѓањето на Теодосиј. Не само во Солун, кај што тој дошол во Солун, отишол нели за Скопје подоцна. Така да многу се интересни текстовите документите. Британците биле малку пореални, французите баш не сака. Се до крајот на 1884 година за поставувањето владици во Македонија, екзархијата најдувала на голем отпор кај портата. Набрзо, екзархот добил одговор дека ќе бидат издадени берати за поставување на новите владици. Свештеничкиот повик го донел во Скопје на 30 јули 1890 година, како екзархиски митрополит, Теодосиј застанал на чело на Скопската епархија. Во времето кога дошол во Скопје, епархијата била развебитена од бугарската, српската и од грчката пропаганда. Во вакви услови тој ја започнал својата дејност. На 21 март инкогнито Теодосиј тргнал за Скопје, каде што пристигнал